Здраво! Добре дојде на новата епизода на мојот подкаст. Ова епизода е епизода која што сметам дека е многу важна, а во неа зборувам зошто зависта и љубомората се всушност многу добри индикатори во нашиот живот. Или би рекла емоции кои што се навистина многу важни. Она кое што дефинитивно го сведочам, а верувам дека и повеќето од вас е дека на љубомората и на зависта се гледа многу негативно. Односно некаде кога некој е завидлив или вие самите се чувствувате завидливо кон некого или љубоморите, чувствувате можеби и срам, можеби и страв, секако еден склоп на негативни емоции, односно на некој негативно чувство во нашето тело и општо во секојдневието. Оно што како психотерапевт и како психолог го знам, односно и го имам учено, и го гледам, го сведочам на самите сеанси со клиентите, дека всушност ова се најверојатно двата најдобри индикатори за тоа што е нешто нам ни е важно во животот и најдобрите потикнувачи за раст и развој. Оно што сакам да го споделам е дека нашата психа е комплексна. Меѓутоа, постои една разлика и веројатно одовде би почнала разлика меѓу љубомората и зависта. Кога љубомориме, тоа значи дека ние стравуваме дека нешто ќе изгубиме што веќе е наше и го имаме, односно дека некој ќе ни го украде, ќе ни го земе, ќе ни го превземе она кое што веќе е наше. Затоа се вели љубоморна сум на таа девојка дека може да ми го земе нели партнерот. Не завидувам на таа девојка дека може да ми го земе. Додека зависта е емоција кога посакуваме, нели, завидуваме на некој друг што нешто има, а ние го немаме. И тука би била другата, нели, перспектива, и завидувам на таа девојка што го има тој партнер. Важно ми е затоа што многу често на едното и другото ги нарекуваме љубомора, меѓутоа станува збор за две различни емоции. Значи, едното е завидувам на нешто кое што јас го немам, но би сакала да го имам, или можеби не сум свесна дека би сакала да го имам, додека другото е се стравувам, односно, нели, се јавува еден страв дека другата личност или друга личност може да ми го земе оно кое што веќе го имам. Фактички на некој начин му доаѓа како еден страв од губење. Сега, зошто овие две емоции се толку многу важни? Двете се прво прават многу голем стрес, значи двете емоции дефинитивно нема некој човек што не ги почувствувал или нема да ги чувствува, тие се најнормални емоции кои што ги имаме сите, кои што имаат во позадината и еволуционерна без разлика дали гледаме како еволуционо или гледаме на природен начин, емоциите се тие што се и се сите природни и сите добродојдени. Меѓутоа, овие не само што прават голем стрес, туку се многу мокни и често кај свесни личности знаат наместо фрустрација која што нема да ги однесе во раст, бидејќи не сакаат да погледнат малку подлабоко или немаат капацитет во моментот да погледнат подлабоко, знаат да бидат голем мотиватор, да носат голема свесност и всушност да ни помогнат да растеме така што на нив не гледаме како фрустрација, туку гледаме како инспирација. Односно, кога гледам нешто кај другата личност, кое што го посакувам, кое што ми буде очи, кое што ме пипка и мене, не се фрустрирам, односно не ја нагрдувам другата личност и не си наоѓам некакво оправдување зашто јас тоа го немам, туку на истото гледам како инспирација. Може би некаде размислував дали да пишувам фрустрација наспроти инспирација, меѓутоа и тоа е некоја тема на која што можам дополнително понатаму да зборувам, а денес сакам да се насочам точно зошто овие емоции се толку позитивни и добри за нас. Кога гледаме, кога ставаме еден хайлайт на зависта, можеме да гледаме дека се јавува едно чувство каде што ние можеби се чувствуваме и неадекватно или недоволно исполнато. Оно кое што може да го разберам, односно е интересно, дека тука доколку вклучиме на себе рефлексија, кога ние завидуваме нешто кај некој друг, најверојатно постои некој аспект кај нас или некоја забрана кај нас да ние истото го имаме. Може да гледаме на тоа дека, и мене ми е желба да го имам ова што го има таа, и мене ми е желба да го поседувам,
да го постигнам ова што го има и таа, или можеме да останеме на едно место каде што ќе влеземе во горчиња, во едно обжалување или во една обвинување и кој не е крив зашто тоа го немаме и како и така натаму, или колку тоа не се допаѓа или тоа колку е лошо кај неа. Но реалноста е дека всушност тука кога се јавува завист, се јавува во нашата психа точно ни кажува: "Хеј, Елена, ова ти е важно. Ова е дел од твоите вредности. Ова е твоја желба. Ова е твоја притаена цел. Ова баш би сакала да го имаш." Кога би се отвориле да гледаме на зависта вака, на што се завидувам? На што завидував во последниот месец? Што е оно што ми изиритира кај неа, кај него? Што е оно што некако се роди во мене како една фрустрација, како негативно чувство? Каде јас позавидував? Каму јас да го имав ова? Токму тоа што се случило е нешто кое што може најмногу да ни помогне. Односно, да не насочи кон тоа: еве ја твојата желба, еве ја твојата вредност, еве го оно што ти го сакаш, еве кои се твоите најголеми желби. И ова е интересно затоа што многумина тука ќе се тригерираат. Затоа што на зависта дефинитивно е спуштена на завеса на негативни чувства, на ама не е така, ја не го сакам тоа и така натаму, но ако подлабоко прокопаме, може би навистина не е исто тоа. Точно исто да го сакаме, но има нешто што сакаме. Може би не ја сакам таа ташна, сега давам некој банален пример, но сакам да имам доволно пари за да можам да си купам нешто друго, кое што е толку скапо, или кое што чини така. Може би не ја сакам таа фризура, но сакам и јас да имам средена коса и фризура. Може би не ја сакам таа форма на тело, но јас сакам да изгледам фит, да имам фит според моето тело. И ова е многу интересно и мислам дека кога сите би се отвориле да гледаме вака на зависта, најверојатно ќе си ги откриеме токму оние аспекти од нас кои што се најдлабоко закопани, кои што се најважни, кои што не носат кон тоа што е оно што јас го сакам за себе. Така што ако не знаете што сакате, ако не знаете што ви е важно, запрашајте се на што завидувам. Од друга страна, љубомората исто така е многу моќна емоција, затоа што љубомората може токму да не посочи, односно да не насочи на тоа: ова тебе ти е важно, ти ова го имаш и тебе ти е важно, ти ова не би сакала да го изгубиш. Наместо да се фокусираме на тоа: јас сум љубоморна како партнерка или станувам љубоморна како партнерка и да гледаме само на токсичната страна, што се случува во односот, зашто сум толку токсична и така натаму, можеби можеме да гледаме низ на друга призма, а тоа е таа призма и перспектива на: мене овој партнер ми е важен, јас него го сакам. Што се случува со нас во последно време? Дали доволно време му посветувам? Дали доволно време разговараме? Дали сум јас доволно добра партнерка? Што се случува со овој страв во мене дека ќе го изгубам? Дали некоја дали се јавува кај мене ниска самодоверба? Ми паднала самодовербата. Значи, нешто се случува кај мене. Дали има добри акции или дали преземам доволно акција за да ја задржам, да го задржам овој однос? Дали можеби не сум доволно отворена и ранлива во овој однос? Кога ние ќе погледнеме да го бараме коренот на нашата љубомора, ние точно можеме да видиме што се случува кај нас. Дали ја имам проблеми со довербата или јас имам ниска самодоверба, затоа што не секогаш, значи, јас паметам, имав читана една книга каде што велеше ако ти си љубоморна или ако партнерот е љубоморен, најверојатно го прави нешто, па мисли дека и партнерот би направил нешто. Има една таква перспектива која што може да е вистините, но многу почестата перспектива која што јас искрено ја среќавам е токму обратна. Најчесто станува збор за ниска самодоверба или проблеми со довербата општо во партнерството, да не станува збор дека јас размислувам да го изневерам партнерот, па затоа сум љубоморна, затоа што можеби или јас го изневерувам, па мислам дека и тој би ме изневерувал, туку напротив, јас сметам дека не сум доволно добра и дека во друга девојка ќе најде нешто подобро, во друга партнерка ќе најде нешто подобро од мене. И ако размислите, ќе видите дека дефинитивно ова вторава варијанта многу почесто се среќава отколку првата.
не ја исклучувам дека постојат и многу други, и секогаш овој корен е индивидуален, постои нешто различно, но многу почесто го гледам токму ова. Истото се случува и кога стануваме љубоморни, например, на односот на свекрвата со нашето дете. Па тука се јавува, добро, на што сум љубоморна? Секогаш е различен коренот, но понекогаш е, па таа го гушка и го бакнува детето повеќе од мене. Може би е време јас малку повеќе да се посветам на тоа. Или поминува по игриво време, или повеќе се поврзани. Мене ми недостасува таа поврзаност, баш би сакала да ја имам. Може да биде и друг некој аспект, например, па ја немав баба и дедо, баш ми беше тешко, јас не знам како е ова е простор каде што морам да истражувам. Или некој наш аспект на, невозможно е да се сакаат повеќе личности на различен начин, затоа што тоа искуство го немаме или имаме нека трауматска, нека релациона травма во позадина и така натаму. Значи, чисто отворете се да размислите дека љубомората не е секогаш во партнерството, може да е во другарството. Јас љубоморам на оваа другарка дека, ќе ја изгубам и така натаму. И ако гледаме на онаа позитивна, растечка перспектива, што е оно што љубомората сега ми го кажува? Дали ми укажува на нешто кое што е важно да го сменам во релацијата, или ми укажува на нешто кое што можам и треба да го сменам во себе? Значи, доколку ми окажува на ниска самодоверба, не менувам во релација, менувам во себе. Доколку ми докажува дека, чека малку, јас тука запушавам во овој однос, јас не сум доволно доследна на ова пријателство, на ова партнерство. Треба да преземам некои акции кои што ќе го негуваат тој однос. Затоа што на крајот на денот секој однос ние го негуваме. И ако се вратам на зависта, дефинитивно нешто кое што може да ви биде најголем катапулт, односно најголема да кажам газ во личниот раст и развој е токму зависта. Кој се ја завидувам? На што се ја завидувам? Што е се оно што имам некоја внатре непријатно, негативно чувство, ме иритира, ми оди на нерви, ама баш би сакала да го имам. Може би не истото, ама нешто кое што ме потсетува на тоа. Ако погледнете вака, точно ќе стигнете до некоја длабочина на вашата душа, до некои желби кои што ги имате, кои што си ги потиснувате. И дефинитивно ќе почнете да гледате на овие емоции како многу позитивни, ќе гледате на овие емоции како инспирација. Да, тие нормално кратко трајно знаат да бидат доста непријатни, но долго трајно не носат многу добри одговори. Тие се можеби и најважните одговори на вашата психа, кои што може буквално да ви помогнат и да бидете свесни за себе, и да растете, меѓутоа и да откриете некои внатрешни работи кои што се случуваат, а кои што можеби никогаш не сте биле отворени да ги погледнете. Затоа отворете се да гледате што ви носи секоја емоција, како ја чувствувате во вашето тело, каква боја е, што ви кажува, што се друго таа тригерира, кои мисли се присутни со таа емоција, за да можете да растете да излезете од таму. Емоционалната писменост е нешто кое што е многу важно и кое што може многу да ни помогне. Нормално дека не секогаш и не во секој период од животот ние можеме баш оно да бидеме толку многу свесни и толку многу да работиме на себе, но дефинитивно можеме да се користиме со, ако ништо друго, барем, знам што ми кажува оваа емоција. Па така земете го вашиот дневник и запишете последниве X месеци, X дена, X недели, зависи во која период од животот се наоѓате, на што се завидувавте и во кој однос почувствувавте некоја љубомора. Ако е многу голема таа љубомора, време е дефинитивно нешто да се промени. Ако е мала, може би, добро, може да ви покаже што сака, што малку посакувате или што ви е важно, кои луѓе ви се важни, истото важи и за зависта. Ви благодарам што останавте до крај на оваа епизода. Се надевам дека многу ќе ви служи и дека ако ништо друго ќе ви помогнам да допрете малку подлабоко во оно што го сакате, во оно кое што ви е важно и во некои вредности за кои што можеби не сте ни свесни. Се слушаме во следната епизода. Поздрав!